Добър ден и добре дошли от първата епизода на новата сезона на Левския. Да, днеска я почнуваме втората сезона. Много ми фанеше в мое мало студио, тук и моето шоу. Помина дълго време от последната епизода на Левския. Днеска покриваме на много тажен настан, затоа што во овој наш денешен случај умирено 6-годишно девојче. Мислам дека повеќе од вас го знаат овој случај. Па, ја мислам да престанеме тука со информациите и да навлеземе во случајот. Утото на 26 декември 1996 година во Болдер, Колорадо, Петси Ремзи тврдеше дека открива откупно писмо за незината 6-годишна ќерка Џон Бене Ремзи на заното скалило во куќата. Ова ја потикна Петси Ремзи да повика полиција во 5:52 часот наутро за да пријави незината ќерка како исчезната. Луѓето во тоа време во куќата беа Џон Бене Рамзи, незиниот татко Патси Рамзи, незината мајка и Бурк Ремзи, незиниот 9-годишен брат. Бизарно, телото на Џон Бене Ремзи беше пронајдено за нешто помалку од 8 часа подоцна. Ова е само еден од многуте морбидни детали во овој наш денешен случај. Значи, кога ја привели за исчезната, 8 часа подоцна ја нашле незината ќерка мртва во подрумот од нивната собствена куќа. И уште почнено телото беше пронајдено во резиденцијата на Ремзи во помошната просторија во подрумот. Телото го пронашло таткото на Џон Бене, пронајдено е со селотеј преку устата и телефонски кабел околу вратот. Незината смрт била прогласена за убиство. Аутопсијата покажала дека Џон Бене била претепана со палка до смрт, додека окружниот вештак пресуди дека Џон Бене починала задушување предизвикано од давење. Четка за боење од комплет за сликање слики на Петси Ремзи се користела за затекнување на јажето што ја задави Џон Бене. На долниот веш на Џон Бене се најде ДНК и двете припаѓаат два сета на ДНК примерок и двете припаѓаат на некој неидентификуван маж кој кога се спореди со базата на податоци на FBI за осудени насилници во 2004 година не беше пронајден меѓу 1,5 милиони примероци. Да, значи, во 2004 година, кога се развива технологијата за ДНК примероци, била истражена ДНК-та најдена на место на убиството и не била пронајдена меѓу 1,5 милиони примероци. Тоа е колку 3/4 на Македонија, значи премногу насилници биле тестирани со тоа и ниеден од нив не бил убиеца на Џон Бене Ремзи. На местото на настанот се пронајдени две неидентификувани траги од чевли, во близина на спалната соба на Џон Бене имало јаже кој не припаѓало на Ремзиевите. Сепак, од 2006 година наваму јажето никогаш не било тестирано. Ако некој упадна во куќата, тоа го направил толку прецизно што немало стапки во снегот надвор од куќата, како што немало знаци на влегување со сила. Уште еден чуден детал, значи во дента кога била пронајдена мртва Џон Бене Ремзи, во снегот во градината имало значи снег тој ден и во снегот на градината не биле пронајдени стапки, што покажува дека немало шанси некој да влезе, да не остави стапки да ја убие и тоа ќе го дискутираме за краткото. Откупната белешка побара $118,000 американски долари во замена за Џон Бене Ремзи. Размената да се одржи следниот ден помеѓу 8 и 10 часот и стојаната белешка започнува со: Господин Рамзи, слушайте внимателно, ние сме група на поединци кои представува мала странска фракција. Ние почитуваме вашата дело на активност, но не и земјата на кој служи. Еве уште еден извадок. Децата господа кои ја чува вашата ќерка не ве сака многу, па затоа ве советувам да не ги провоцирате. Ако разговарате со некого за вашата ситуација, како што се полицијата или FBI, ќе резултира со обезглавување на вашата ќерка. Ви имате 99% шанса да ја убиете вашата ќерка ако се обидете да не намудрите. Следете ги нашите упатства и имате 100% шанса да ја вратите живо и здрава. Па овој бил некој математичар. Точно израчунал колкави се процентите да биде жива и да не биде жива, доколку таткото Џон Рамзи се обиде да направи нешто. И така затоа они му рекле имате 100% шанса да ја вратите вашата ќерка жива и здрава ако не ги дадете бараните пари. Писмото беше подпишано како СБТЦ, иницијали што се уште остануваат мистерија.
Еден интригантен факт е дека сумата од $118,000 американски долари е идентична со износот што го доби Џон Рамзи како деловен бонус таа година. Сепак, најстрашниот факт за белешката за откуп беше тоа што било утврдено дека белешката е напишана со пенкови хартија од внатрешноста на куќата. Иако овој детал е апсолутно застрашувачки, тој исто така внесе многу сомневање во интегритетот на белешката. Ова сугерира дека убиецот некако влегол во куќата, ја напишал белешката внатре и поради некоја причина потоа го убил Џон Бене Рамзи како напишал белешка за откуп. Сето ова се случило дека другите тројца членови на семејството Рамзи биде во куќата. Значи ова е повеќе невозможно, нели некој влегол за да ги напира и оставил нели белешка за откупување, во која што напишал нели ја кинапиравме вашата ќерка, ни требаат $118,000 американски долари. Не знам како да го објаснам тоа, нели тој ја убиле внатре во куќата, а тој сепак побарал откупнина дека ќе напирал и тоа нема смисла. Првата теорија ги обвинува тројцата Рамзиеви. На почетокот на случајот семејството Рамзи беше под силен надзор со оглед на сомневањата за белешката за откуп, а автентичноста и малкуте докази што кажува на натрапник. Вистинската личност одговорна за убиството варира во зависност со тоа кој теоретизира. Неодамнешна телевизиска програма тврди дека полицијата теоретизирала дека Паци случајно ја убила Џон Бене. Истата програма исто така претпоставува дека Бурк Рамзи, 9-годишниот брат на Џон Бене, случајно ја убил Џон Бене. Сепак, за да бидат виновни, Пеци или Бурк, не само што белешката треба да биде поставена на местото на убиството, туку и добењето не се карактеризира, кој ќе земете во превид доказите дека Џон Бене се уште била жива додека гушеле. Понатаму анализата на ракописи го исклучи и Бурк Рамзи и Пеци Рамзи како убици. Значи, анализата за ракописи ги отфрлива Пеци и несинот брат Бурк Рамзи дека тие се убиците. Ова теорија мислам дека е позитивна во смисол дека нели не е влегол, немало стапки во него дека некој влегол, некој натаму влегол, ова е позитивно на таа теорија, но сепак мене не ми се верува дека братот и мајката би можеле да убијат својата сестра и ќерка и затоа нели ако убиле на несакајки, тоа не може да биде никако точно затоа што аутопсичките извештаи докажале дека таа била жива додека ја гушеле, така да ја мислам дека мајката и братот на Џон Бене Рамзи не биле убиците. Фасцинантно, во 2013 година излезе наведенина дека во 1999 година судот ги обвинил родителите на Џон Бене за злоупотреба на деца што резултирало со смрт. Сепак тогашниот правобранител во Бодер, Алекс Сантер, не го потпиша обвинението, верувајќи дека нема доволно докази за да се поддржат обвиненијата. Понатамошка напредок во оваа теорија фактот дека доказите за ДНК кои се појавија од местото на злосторството официјално го ослободува целото семејство Рамзи и ги исклучуваат како убици. Да, ова го докажува мојот исказ пред малку дека не би требало тие да бидат убици. Имено ДНК примерокот што бил најден на местото на убиството не одговарал со ДНК-та на мајката и на братот на Џон Бене Рамзи. Четвртиот и првиот осомничен што не бил Рамзи е вокален човек по име Бил МакРейнолдс, кој ја посети куќата на Рамзи 2 дена пред убиството на Џон Бене. Понекогаш се облегол како деномраз, неговата ќерка била кинапирана 22 години пред убиството на Џон Бене, неговата собрука напишала драма за дете кој се малтретирало, а потоа било убиено во подрум. Еве тука еден интересен извор. Значи, жената на Бил МакРейнолдс пишува драма во која што ќерката на некоја фамилија била малтретирана и убиена во подрумот на истата куќа и Бил МакРейнолдс тука можел да најде нели како да ви речам, тука може тоа да го инспирира и за тоа да ја убил Џон Бене Рамзи. Останува да видиме. Според Денвер Пост, овој човек се чувствувал близок со Џон Бене, нејзиното убиство беше потешко за мене отколку мојата операција, таа направи длабока промена во мене. Ова го констатирал Бил МакРейнолдс. Дента кога направи операција, Џон Бене му подарил шишенце со пластично срце во него. Подарокот му бил значаен бидејќи ниту едно дете никош не му дал подарок додека глумот Дедо Мраз. Сепак над овие сензационални детали што исто така може да
се толкува како дела на пријателски старец, нема што да сугерира на Мехленот како убиец. Да, ја мислам дека овој пријателски старец и Дедо Мраз не би требало да ја убие Џон Бене Ремзи. Петиот осомничен е Гери Олива, човек кој живеел неколку блока од домот на Рамзи за време на убиството. Во 2016 година Олива бил уапсен под обвинение за детска порнографија. Во декември 2011 година Олива бил уапсен под неповрзано обвинение за дрога и бил откриено дека во раницата носе фотографија Џон Бене. Тој објасни зашто има фотографијата во Daily Post. Убиството на Џон Бене ме добре многу длабоко, почувствува дека тој исклучително девојче чија смрт беше исклучителна загуба. Почувствува потреба да изграда споменик, светилиште за да се сетам на ова мало девојче. Еден пријател од средно училиште на Олива по име Майкл Вейл во интервју за списанието In Touch открива дека Олива му се јавила денот кога се случи убиството и рече повреди мало девојче. Каков исказ направил. Повреди мало девојче на истиот ден кога умрела Џон Бене Ремзи. Ќе видиме што ќе се случи и понатаму. Ова е интересно, ако е точно, затоа што записите покажуваат дека ниту една друга девојка освен Џон Бене не била повредена во таа област таа вечер. Вейл исто така открива дека методот на задавеност користен на Џон Бене исто така се користел од страна на Олива кога Олива се обидел да ја зададе собствената мајка со телефонски кабел. Како вош човек? Ова мислам дека е досега во оваа епизода ова е најцврст доказ што може да обвини некој човек за убиството на Џон Бене. Значи тој се обидел да ја зададе собствената мајка со телефонски кабел и нели веќе кога сака да зададе собствената мајка, зашто да не зададе некој девојче кој што не му било ништо. Овој човек бил психопат. Исто така на денот кога умрела Џон Бене не било повредено ниту едно девојче во таа област тој ден, а он рекол дека повредил мало девојче. Некој рекол кога му се јавил на пријателот Майкл Вейл, му рекол дека повредил мало девојче и Џон Бене бил единствената повредена таа вечер. И мислам дека ова е до сега најцврст доказ што ќе обвини некој од овие осомничени за убиството на Џон Бене Ремзи. Шестиот и се извинувам, како и да е, ДНК примерекот на Гери Олива не одговара со ДНК примерекот најден на местото на убиството. Тама помислихме дека тој убиствот, но сепак не може да се рече, не може само на база на ДНК примерекот да се отфрли некој за осомничен, така и не може Гери Олива да се отфрли, не секогаш е 100% точни ДНК примероците, па ова можеме да го предвидиме на некој начин. Шестиот и последен осомничен е Џон Марк Кар, развоен татко и наставник во основно училиште. Кар не стана осомничен скоро 10 години по убиството, кој го признал убиството преку пошта на професор по новинарство по име Майкл Трейси. Трейси разменувал пошта со него цели 4 години со цел да ја добие неговата доверба. Трейси го раскажа своето искуство. Читате и слушате наистина мрачна страна на човечката психика и мора да се препарате дека се е во ред, дека тоа не е многу лошо, бидејќи во спротивна комуникацијата ќе престанеше. Ова е досега најлошо искуство во мојот живот. Беше ужасно. Во своите пошта користел слична формулација како и белешката за откуп. Во еден дел тој дури го користеше прекаро на мајката Петси во пошта Меди. И беше близано што тој дури го знаела. Значи, некој рендом наставник и бил разведен тој човек Џон Марк Кар, го знае надимакот, фамилиарниот надимак на мајката на Џон Бене. Тоа мислам дека е бизарно, не знам како би го знаел тоа. Кар на крајот напишал дека бил залюбен во Џон Бене и тој подоцна признал дека ја удрил Џон Бене во главата со фенерче. Еве дел од поштата, таа секако спиеше од моментот кога зедов од нејзиниот кревет и ја унесов во подрумот. Нејзината прва реакција беше: "Каде сум?" И реков: "Ти си во твојот подрум." Не ја унесов таму за да имам секс и јас никогаш не би ја посрамотил или би ја обесчестил. Таа беше таму привремено и она што наистина ме боли е што таа остана таму. Педофил. Дали слушнате што кажа? Значи, еве го неговото признание, ова го направил преку емаил и полицајците имале доказ за неговината. Мислам дека ова е повеќе од доволно. Значи, рекол дека ја однесол во подрум, рекол дека ја удрил, ја земал кревет дека ја однесол во подрум и рекол дека ја удрил.
Не знам што повеќе е требало. Не знам зашто овој човек не бил приведен заради убиството на Жон Бене Ремзи. Какви реченици. Многу е морбидно што кажа, и мене ми се своши. Срамота. Сепак на 16 август 2008 година со помош на британското разузнавање, властите на Тајланд и Американскиот оддел за домашна безбедност биле во можност да му влезат во трага на кар во Банкок, Тајланд, каде што патува од УАЕ за да избегат обвиненијата за детска порнографија во Калифорнија. Неколку месеци погоре на наведеното признание, окружниот правобранител на округот Боудер, Мери Лејси, издаде официјално извинување до Џон Ремзи за сомнежа со кој живеела неговото семејство и рече дека никој од семејството Ремзи повеќе не се смета за осомничи. Сепак ДНК-та на Кар не се сопана со ДНК-та пронајдена на местото на настанот и тој не беше обвинет за убиството, иако Министерството за домашна безбедност на САД продолжи да го истражува Џон Маркар. И уште еден осомничен, неговата ДНК не се сопаѓа со ДНК-та. Не знам што да кажам, па да видиме што преостанува. Вреди да се спомене дека поранешниот началник на полицијата во Боудер, Марк Бекнер, и еден од водечките истражувачи на случајот за Жон Бене Ремзи, некој време изјавија во АДА во врска со Џон Маркар дека неговото признание, откога го споделија со нас, не одговара на докази на местото на настанот. Знаевме за околу 18 часа дека тој не е нашиот човек. Можевме да потврдиме дека тој не бил во Колорадо во тоа време, правејќи родителска проверка, а потоа добивме фотографија од него во Џорџија во тоа време. Значи, уште еден убедлив доказ. Овој пат овој доказ го негира неговото убиство на Жон Бене Ремзи. Нашле фотографии во тоа време дека тој не бил во Колорадо, тој бил во Џорџија. И мислам дека, ете, затоа си одговарам само на своето прашање пред неколку минути, зашто не го уапсиле. Ете, нашле убедлив доказ дека тој не бил во Колорадо тој ден. Можевме се извинувам. Во недавнешната програма на CBS, експерт за ДНК доктор Хенри Ли, најпознат од случајот О.Џ. Симпсон, ја проучувал ДНК в сцената на Жон Бене. Доктор Ли открие дека јапонската долна облека може да има пренесена ДНК од процесот на производство и го докаже тоа со тестирање на неотворена вреќа долна облека, на која имало и туѓа ДНК. Програмата CBS заклучи дека ДНК од местото на засоството е заблуда, што значи дека може да се претпостави дека било кој од наведените осомничени може да биде убиецот. И еве го тој детал што очекавме, значи нашле ДНК од таа ДНК припатила на некој човек, нели, во производувачкиот процес на долниот веш. Значи затоа ниеден осомничен не може да го уопсат заради убиството на Жон Бене. И со ова теорија заклучуваме денешната епизода. Мислам дека ова беше забавно, сепак не толку забавно затоа што се работи за убиство на мало девојче. Мојата лична претпоставка е дека или последниот човек Гери Олива или Џон Маркар се убиците, затоа што тие самите кажале дека самите потврдиле дека имале контакт со незе, тори овој последниот педофилот бил заљубен во незе. Они им биле најдобри осомничени затоа што они имале највише докази што ги поврзува со убиството на Жон Бене Ремзи. Сепак ова е нешто морбидно, тие двајца така што се однесувале, самите рекле дека едниот рекол дека ја повредив мало девојче, затоа тој носел слика во својот ранец од Жон Бене Ремзи. Тоа може да докаже дека е педофил, ама може и да докаже дека едноставно бил поврзан со девојчето и затоа си чувал слика од незе, а додека последниот човек Џон Маркар бил докажан педофил и кога би можел да бира во нив двајца, сепак би отишол на последниот човек Џон Маркар. И мислам дека можеме да завршиме денешната епизода од Are You Scared? Ова беше првата епизода после долго време. Се надевам дека ви се допадна и можам да кажам дека завршивме. Све најубаво и се гледаме во втората епизода Are You Scared?